Не сакам да го коментирам. Ова е одговорот на вице-премиерката Мила Царовска на обвинувањата на министерот за економија Крешник Бектеши дека повеќе тера предизборна кампања отколку што работи и дека не е во тек со процедурите потребни за да се донесе одлука околу царинските стапки. Таа тврди дека професионално си ја извршува должноста и дека биле запазени сите постапки. Дали стварно сметате дека треба да го искоментирам министерот за економија? Тоа апсолутно е организирано и дека од Царинската управа имаше укажувања и целата процедура си е објасната законски како тоа треба да биде направено и на кој начин треба да биде направено. Мислам дека министерот за економија навистина треба да ги разгледа сите опции кои што му стојат согласно законските можности и да види што е она кое што можел да го направи, требал да го направи и денеска можеби треба да го направи. Бектеши потенцираше дека е недозволиво Царовска, која се наоѓа на една од највисоките функции во владата и треба да ги координира економските ресори, да не поднесе официјално барање за решавање на проблемот со царинските стапки. Тој ја искритикува откако вице-премиерката претходно го посочи како одговорен за овој проблем. Ако мисли за автономни мерки, се носат со оправданост, економска оправданост што ја дава Министерството за економија, но дополнително и мислење што се однесува до фискалните импликации од страна на Министерството за финанси, а тоа треба да ја координира вице-премиерката Царовска. До овој момент кога зборуваме, вице-премиерката Царовска не доставило такво барање во Министерството за економија. Можда не е запознаена, се занимава сега со избори. И додека на вербалната војна меѓу представниците на ДОИ и СРСМ во владата не и се гледа крајот, од Царинската управа не дадоа конкретен одговор дали барањето на странските инвеститори за намалување на царинските стапки се нашло на дневен ред и дали и кога ќе се реши. Царинската управа во рамки на делокруг на надлежности е извршен орган и ги спроведува законските одредби од различни закони, договори и конвенции во врска со увозот, извозот и транзитот на стоки. Царинската управа како орган во состав на Министерството за финансии е целосно посветена на улеснувањето на трговијата и поддршка на домашните и странските компании. Министерката за финансии Нина Ангеловска претходно се обиде да се оправда дека не им излегле во пресрет на инвеститорите, бидејќи барањето било доставено по завршување на вонредната состојба, па немале ингеренции да интервенираат навреме. Инаку царинските стапки на 12 производи беа намалени за 50% до крајот на јуни, а сега се на старото ниво, односно се 3 пати повисоки од оние што важат во Европската унија.